Добар ден, ученици! Добродојавте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум неделенски наставник Билјана Арсовска, доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешна наставна содржина ни е проверка на одземањето со собирање. Цели на наставниот час денеска ни се да го разберете одземањето, да знаете да одземате и да направите проверка со помош на собирање. Да повториме. Како се викат броевите при собирање? Ние многу добро знаеме дека собирок плюс собирок е еднакво на збир. А исто така знаеме и дека доколку собироците ги променат нивните места, збирот не се менува. Како се викаат броевите при одземање? Намаленик минус намалител да е еднакво на разлика. Исто така знаеме дека доколку разликата и намалителот ги променат местата, намаленикот не се менува. Како се викаат броевите кои ги множиме? Броевите кои ги множиме се нарекуваат множител помножено со множител да е еднакво на производ. Исто така и тие два броја, множителите, доколку ги променат нивните места, производот не се менува. На денешниот час ќе се задржиме на одземањето и да направиме проверка со помош на собирање, да провериме задачата дали точно сме ја решиле. Првата задача ни гласи: Миле набрал 6 јаболка, изел 2 јаболка. Колку јаболка му останале? 6 јаболка минус 2 јаболка. Значи, од тие постоечките 6 јаболка вадиме 2 јаболчиња мали и ги префрлуваме на другата страна. Гледаме дека на Миле му останале 4 јаболка и заклучуваме дека 6 јаболка минус 2 е еднакво на 4 јаболка. Запишуваме 6 минус 2 е еднакво на 4. Може ли да направиме проверка да видиме дали одземањето да провериме ние точно? Разликата ни беше 4 јаболка. Кажавме, кога ќе ја собереме со намалителот, односно двете јаболка, кои што ги изел Миле, ќе ни даде вкупно 6 јаболка. 4 плюс 2 е еднакво на 6. Проверка на одземањето правиме со собирање. Собирањето е обратна операција на одземањето. Следна задача. 12 минус 5 да е еднакво. Имаме 12 звездички. Од тие 12 жолти звездички, 5 ни станале црвени. Да изброиме, да провериме колку звездички ни останале жолти. 1, 2, 3, 4, 5. Кога ќе одземеме од 12 звездички 5, жолти гледаме дека ни останале 7 звездички. Може да направиме проверка. Разликата ја ставаме како собирок. 7 жолти звездички, 3, 4, 5, 6, 7, плюс 5 црвени звездички ни дава еднакво на 12 звездички. Може да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 звездички. Одлично. Задачи. За секоја задача ќе направиме проверка. 5 минус 2. Да повториме само. Намаленик минус намалител ќе биде еднакво на разлика. Еве ќе го кажеме бројот. Бројот 3 е разликата. 5 минус 2 е еднакво на 3. Проверката како ќе ја правиме? Разликата ќе ја собереме со намалителот, за да ни дојде точниот број од намаленикот. Односно, 3 плюс 2 да биде еднакво на 5. Одиме со втората задача. 9 минус 5. Браво! 9 минус 5 е еднакво на 4. Да направиме проверка. Од разликата и намалителот го добиваме намаленикот. Треба
4 плюс 5 е еднакво на 9. 16 минус 9 е еднакво на 7. Да направиме проверка. Проверката како ќе биде? 7 плюс 9 да е еднакво на 16. Наредна задача. 14 минус 8 да биде еднакво на 6. Проверката ја правиме. 6 плюс 8 да е еднакво на 14. Ученици, дали забележувате дека во сите овие задачи најголемиот намаленикот всушност го има и најголемиот број? Значи, најголемиот број во одземањето го има намаленикот. Додека пак во собирањето го има збирот. Одиме понатаму. 25 минус 15. 5 минус 5 е еднакво на 0 и 2 минус 1 е еднакво на 1. А тоа е еднакво на 10. Кога ќе направиме проверка ќе биде 10 плюс 15 да е еднакво на 25. Одиме со следна задача. 90 минус 30. 0 минус 0 е еднакво на 0. 9 минус 3 е еднакво на 6. 90 минус 30 е еднакво на 60. Проверката како ќе направиме? Разликата плюс намалителот ќе ни го даде намаленикот, кој всушност ни е најголемиот број. 60 плюс 30 да е еднакво на 90. Одлично. Овие задачи сакам да ги препишете во вашите тетрадки заедно со се проверка. Одиме задача за размислување. Јас сум двоцифрен број. Јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. Цифрата на десетки е еднаква со цифрата на единици. Цифрата на моите десетки е 7. Кој број сум јас? Решаваме чекор по чекор. Јас сум двоцифрен број. Прв чекор. Дека ги прецртуваме броевите кои не се двоцифрени. Тоа е бројот 6. Втор чекор. Јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. Ги прецртуваме броевите кои не се заокружуваат на 80. Броевите кои се заокружуваат на 80 се оние броеви кои почнуваат од 75 до 84. Останатите броеви ги прецртуваме, а тоа се броевите 87, 74, 69. Значи не остана уште броевите 77, 81 и 83. Трет чекор. Цифрата на десетките е еднаква со цифрата на единиците. Значи двете цифри треба да бидат еднакви. Цифрата на моите десетки е 7. Јас веднаш гледам дека двете цифри кај овој број се еднакви, односно исти, и дека цифрата на десетките е 7. Значи, трет чекор е кој број има исти цифри на десетки и единици. И го добив бројот 77. Значи, јас сум бројот 77. Се надевам ви беше интересна оваа задача. Можеме да направиме уште многу вакви задачи да решиме. Но, сега да се навратиме на проверка на одземање со собирање, јас би сакала првата задача повторно да ви ја поставам и повторно да ја решиме заедно. Миле набрал 6 јаболка. Изел 2 јаболка, колку јаболка му останале? Од 6 јаболка ќе извадиме 2 јаболка. Гледаме дека ни останале 4 јаболка. Односно, го запишуваме бројот 4, но запишуваме во нашата тетрадка. 6 минус 2 е еднакво на 4. Проверката како ни е? Разликата плюс намалителот е еднакво намаленикот. Намаленикот ни е 4, плюс разликата од 2, добивме всушност 6 јаболка и запишуваме 4 плюс 2 да е еднакво на 6. Ученици,
Немојте заборавите дека намаленикот при одземањето, намаленикот секогаш го има најголемиот број. Се надевам дека ви се допадна часот, ви се допадна активностите. Се гледаме до наредниот час. Довидување.